Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија, добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на политичкиот магазин кој ќе го следите до пладне. Наближувањето на официјалната предизборна кампања ја вжештува меѓупартиската реторика. Последниот случајот на Диме Спасов, покажа дека фабриките за афери, особено оние на СДСМ, работат со полна пареа. Поделбата на овластувањата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН во техничката влада создава хаос и ги дерогира институциите, а навестена е исклучително валкана кампања во која нема да се бираат оружје за да се дискредитира политичкиот противник. За последните случувања во Пулт ќе разговарам со политичкиот аналитичар и професор Александар Даштевски. Останете на оваа фреквенција. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, го слушате политичкиот магазин Пулт. Како што најавив за последните политички случувања, во студиото го имам аналитичарот Александар Даштевски. Добро дојдовте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, благодарам на поканата. Господин Даштевски, ќе започнеме со она што е актуелно и што очигледно ги зоврива страстите и кај партиите и кај нивните поддржувачи на социјалните мрежи и секада. Вчера беше објавена една снимка која што ја потврдува верзијата која техничкиот, односно дополнителниот заменик министер во труд и социјала Диме Спасов ја говореше уште од првиот ден, а тоа е дека во настаните за кои што беше обвинуван од опозицијата всушност бил бркан од една криминална група која што зад себе има дебели полициски досиеа со по 36-40 тешки кражби, насилство со оружје и така натаму. Снимките како да дадоа една сосема друга перспектива и како да се разоткри дека всушност за целиот случај не се работи тука за една обична сообраќајна несреќа, туку дека се работи за едно нешто што личи на инсценирано сценарио. Како вие гледате на настаните кои што вчера беа некако расплеткани во еден друг правец? Па јас некако вообичаено во вашите емисии, нели? Сакам да дам одреден вовет, бидејќи го познавам лично Диме Спасов од приватниот живот, знам многу за неговите активности, се работи за исклучително вреден и интелигентен и мирен човек, кој никогаш не направил ништо лошо, како што кажува и самиот, никогаш не бил во контакт со такви структури и нормално е да се исплаши во таква ситуација, ја би се исплашил и сметам дека тој со своите резултати што ги постигна, бидејќи тој цел живот само работи, знаеме дека тој многу ја дигна младинската организација на ВМРО ДПМН, која некако со години имаше проблем да се целосно да се конституира, нели, бидејќи тоа е процес кој трае, и дека е прв председател на младинска организација кој ја наполнил спортската сала Борис Трајковски. Значи се работи за исклучително способен човек, за исклучително вреден човек и мирен човек, така што не случајно е таргетиран тој. Јас сметам дека ова што го видовме вчера и ова што се случуваше минатите денови е испланирано сценарио кое е траело подолг временски период. Мислам дека само тоа фалеше во оваа приказна. Ретко кој спомнува дека сите знаат веќе, не многу е јасно и од снимките и од исказите, па и на Оливер Спасовски и на Диме Спасов, дека се работи за едно инсценирано сценарио, само се заборави да се каже дека е тоа, односно можеби не го размислувале тоа, дека е тоа едно сценарио кое е планирано подолг временски период. Она што го видов ја, немам зборови за тоа. Вчера на Сител ја бев изненаден. Ја го знам дека не направил такви работи. Од друга страна е сега да земеме да позборуваме малку за прекршоци. Тоа се најниски деликти кои постојат во општеството заради јавниот ред и дисциплината во општеството и затоа се казните парични, мали се и не се на такво ниво како што се кривичните дела, па и кривичните дела се степенуваат, нели? Во зависност од тоа колку е висината на казната. Меѓутоа овде прекршоци ние сите ќе дадеме еден прост пример за да знаат граѓаните, односно вашите слушатели, за што се работи. Сите сме били у ситуација, ја мислам дека нема човек кој вози автомобил да не направил некој таков прекршок, да закачи некој во браник или во каросерија, не е важно, излегуваат и на лице место се договараат. Па дури и ако бегат. Вие регистрацијата ви е јасна, ја запишува, пријавува полиција, она си поведува прекршочна постапка за такви работи ситни, не излегува ни билтен, полициски билтен кој секој утро излегува, па дури и за малку покрупни сообраќајки каде што нема никој не е повреден, нема жртви, нема. Значи тоа се решава, тоа се имотни работи кои
кои се решаваат лесно. Од друга страна, она што го видовме вчера, видовме дека нема никаков прекршок. Значи нема никаков прекршок. Сега треба да бидат сите свесни. Јас мислам дека и за тоа веднаш не излезе МВР, односно опозицијата, со детали за настанот, бидејќи во меѓувреме се правеше конструкција која била долго подготвувана, само се чекаше да се види што дали има некој адут од другата страна или не, и мислам дека повторно направија уште една грешка во тие нивни фабрики за афери. Не го испланира овој детал, затоа што сметам дека пресконференцијата на министерот беше пред да се објават снимките на Сител телевизија, и тој не знаеше што зборува. Значи, да кажеме дека треба да поднесе оставка е премалку, затоа што тој ја злоупотребил полицијата за напад врз државен функционер. Наместо да ги штити функционерите полицијата, гледаме што прави на снимка, го напаѓа физички, му вади пиштол, му го става во грбот, го гура, значи на возилото, што е недозволиво. Од друга страна, тоа што го збори министерот, јасно укажува на тоа дека зборува невистини. Тој тврди дека возилото, аудито, кое го возеле тие криминалци кои вчера ги видовме на Сител, беа кажани кои се тие, со дебели криминални досиеја, како што викате, со двоцифрени досиеја, значи на повеќе од 10, повеќе од 20, повеќе од 30 кримични дела извршени, да се дозволи во Република Македонија, дали тоа е дозволено во некоја најмала, најсиромашна, најнеправна, како да кажем, правна држава, овде нема говорење. Злоупотреба на полицијата во политички цели е нешто што е крај на секоја демократија, крај на секое човечко однесување. Другото се преминува во нечовечко однесување, значи ги руши основните темели на државата. И тука министерот кажува дека двајца луѓе биле, а гледаме дека се тројца. И на првата и на втората снимка се гледа како го излегуваат да го нападнат физички, дека се тројца, дека го следат и дека тој не го удира возилото. А министерот кажува дека го удрил возилото и што е најважно, тие застануваат, му довикуваат, тој си продолжува и тие гледаме како филмски брзо тргнуваат по него, а министерот вика дека се јавиле на 197. Сето тоа укажува на една добро смислена претходно договорена акција, меѓутоа не знаеле дека ќе ги имаме снимките. Кога свртеа они на 197, кога тргнаа да го бркаат Диме Спасов, кога дојдоа до семафорите, а видовме после што се случи кога тој паркираше кај катастарот каде што има камери, значи тој не бега, тој сам застанува. Министерот во изјавата што ја даде не зборува вистини. Значи, тој зборува дека не сакал да застане, затоа е поднесена прекршна пријава, меѓутоа среќа ги има овие снимки и сето тоа ќе падне во вода, бидејќи судот мора да ги прегледа. И дека не почитувал сообраќајни знаци, сигнали и така натаму, гледаме дека човекот и по опасност по живот застана на црвено светло на семафор. И тогаш насилниците пробаа да го извлечат од колата, меѓутоа за среќа тоа се модерно возило кое може да се заклучи однатре. Инаку замислите да било некој постаро возило, ќе го извлечат и тука можеше да се деси. Од друга страна, не сме сигурни бидејќи до тој момент не ги гледаме алфите кои се вработени од страна на министерот, а кои видовме во јавноста, има и податоци, може да се набават, сега ја немав доволно време да ги набавам тие податоци, да се спремам бидејќи ги има и на некои медиуми, дека сите тие па од алфите и исто така се со криминални досиеја. Само што се однесуваат тие на криминални досиеја во службата, бидејќи се претходно избркани поради недисциплина, поради правење на кривични дела во службата и така натаму. Тие го бркаат него и затоа и однесувањето такво. Професионалци, полицајци кои се обучени, не се однесуваат така. Тоа е една работа, па викаат, ама ништо не му направиле, што требале да го убијат? Значи, сите лица, јас работам во образование, и кога сум бил раководител на образовна институција, доаѓа, сега немам во мене документ, доаѓа инспектор и вака ми прави, за да, значи ми го покажува, легитимацијата ми ја покажува, за да не мислам дека е тој некој од улица, па да го се жалам во Министерството за образование и така натаму, а ова се полицајци. Значи, од каде знаеме дека се полицајци? На снимката јасно се гледа дека не се легитимираат тие. Облечени се пола у цивилка, пола се облечени во униформа. И таа специјална униформа.
Од друга страна, возилото, тоа, аудито, доаѓа со нив заедно. Значи, тие се договорени. Како се створија тие, бидејќи он како што кажува и како што видовме од снимките, од семафорите кај Треска, свртува десно кај Веро и после повторно свртува десно кај Катастар и застанува. И одеднаш доаѓаат алфите, а на семафорите ги немаше алфите. Значи, сето тоа е договорена акција. Гледаме како била договорена она што го кажува министерот и од што треба да се срами. Затоа што тој кажува дека цело време на 197 имало и снимки за тоа. Значи, тоа било претходно договорено. Бидејќи гледаме дека не го удриле. Диме не ги удрилни. Така што како ќе вртат на 197 ако не ги удриле? Знаете што ми е интересно, што на самиот почеток тоа го рековте, велите го познавате Диме Спасов и лично, јас не навлегувам сега во неговите лични персонални карактеристики, бидејќи не ги знам. Не навлегувам, ја зборувам од политички аспект. Има еден друг момент, вие велите го познавате човекот, но сепак кога ги видовте снимките вчера бевте изненадени. Тоа значи дека она партиска машинерија која проработи уште во првиот момент по настанот, по социјалните мрежи, по медиумите кои што се под контрола на СДСМ, било толку силна што дури и луѓе кои што го познаваат човекот не верувале дека е можно да биде сосема поинаква приказната од сето она што го прочитавме во изминатите 5-6 дена. Па тоа е едно, а друго е, например, ние се буневме сите кога се ставаат тие камери безбедностни и сега гледаме дека многу лесно може полицијата, ако работи нормално, ако не прави афери, ако не е фабрика за афери, да ги фати сторителите на кривични дела, како што ги фатија овие вчера. Значи, овие тројца, ако не добијат кривични пријави, тоа би било невиден преседан. Значи, ова да тие воопшто не беа спомнати во изјавата која вчера даваше министерот за внатрешни. Не само тоа, тие веќе сами си направија уште едно кривично дело покрај ова што му тропаат и што го. Сега имаме доказ, видео доказ. Значи, нема појасен доказ од тоа. И тоа од безбедности камери. Баш таму каде што го нападна тие криминалци, а не овие другите алфите кај што го извадија од кола, бидејќи видовме дека он сам застана, никој не му кажа и сам излезе од колата. Меѓутоа, кај што го нападна вистинските овие од Серава, кои имаат по 30, по 20 кривични дела, таму јасно се гледа дека од камерите многу значат камерите. И замислите сега Диме Спасов да не можел да ги обезбеди тие докази. Јас сметам дека он кој знае колку време на тоа, бидејќи не знае кај има, што има, како има и како да ги прибави, има употребено бидејќи и самиот тој, еве вие викате јас, па и самиот тој не да изјава неколку дена. Веројатно се подготвувал бидејќи он ако излезеш и ова приказна што ја кажа вчера на памет без претходно да ја објавите вие снимката, значи ако човекот лаже некаде ќе сгреши, како што сгреши на 10 места министерот за внатрешни работи. Ако воопшто може да се каже така. Создава ли е на несигурност кај граѓаните после еден ваков настан кај што ние гледаме? Ова не може ни во Свазилен да се деси, не може да се деси ни во, да не говориме за Европа. Може би можело да се случи во времето на Слободан Милошевиќ, да кажеме, кога беше извршено обид за атентат на Вук Драшковиќ од страна тој Милорад Улемек Легија. Такви конструкции имаше тогаш, кога беше Слободан Милошевиќ. Меѓутоа, нели ние сметаме дека тоа време е одамна надминато и ја не верувам дека постои посебно во Европа држава каде што може да се прават вакви монтажи од страна на полицијата во соработка со криминалците, каде што треба да речеме да бидат полицијата, улогата на полицијата е да ги заштити граѓаните, а овде е улогата полицијата прави ситуација да го нападне граѓанинот, односно министер. Вие сега кога го анализирате договорот од Пржино, ќе видите дека во договорот од Пржино исти надлежности имаат дополнителниот министер и министер. Значи не е ова се, значи како да кажам, смешки се. Кога веќе го споменувате договорот од Пржино, тој беше постигнат и СДСМ доби места во владата, токму за да не се дозволи било каква злоупотреба на институциите. Па јас сега тоа би сакал да го прокоментирам, значи ова е доказ, ова што го видовме вчера и што се случи вчера, значи такви контрадикторности во изјавите на министерот за внатрешни работи, е доказ дека за тоа толку се инсистираше на тоа место министер за внатрешни работи да биде од редовите на СДС, што по мене е преседан, тоа не смее да се случи, може да добијат они само дополнителни министри поради контрола на сите сектори кои се важни, овие се што ги добија, а не министри.
Затоа што евидентно дека од претходниот пат и сега и постојано, затоа и се договорија на 31 да има избори. Затоа што ако се надвор од власта, тие тотално не функционираат, значи немаат услови каде да се вработуваат, каде да ги злоупотребуваат своите функции и така натаму. Така што ако се надвор од власта, тие не функционираат и затоа инсистираат и во првиот договор во Пршино и во вториот договор и се додека не се избра на Министерство за внатрешни работи, сега гледаме зошто инсистирале на тоа. За да го злоупотребуваат во партиски цели и во изборни цели, сега тоа што доаѓаат изборите, во изборни цели најверојатно овие групи криминални ќе се користат за да прават проблеми, да прават нереди, а тоа да се припишува на сметка на власта, демек власта е таа. Како вие кога имате МВР, што може власта тука? Армијата не се меша во такви работи. Значи, единствената структура внатрешна која е безбедноста, вие безбедноста ја употребувате во криминални цели. Така што сметам дека тоа ќе се направи таков обид и нема да биде прв пат. Ние ја знаеме фабриката за афери со личните карти, со Чаушот. Нели Чаушот отиде тој Љубиша Арсич, не слушнавме веќе за човекот. Не знам што ќе се случува и овде се 100 лични карти кои му ги дал некоја лабораторија таму. Видовме дека сите ги идентификуваат дека се од лабораторијата на Чаушот, за да се инсценира она сценарио дека има фантомски гласачи, дека има лажни лични карти и дека има граѓани кои гласале со неважечки лични карти, а фактички сето тоа било претходно планирано уште кога се планирала целата афера, било планирано од страна на опозицијата на чело со СДСМ. Така што во најмала рака СДСМ треба да сноси политичка одговорност за оваа акција. Ние како што слушнавме вчера некои медиуми дека тие имали расправија и дури и самиот председател не бил изненаден како можеле да дозволат толку наивна акција да направат со која ги рушат сите можни надежи за успех на опозицијата. Така што сметам дека со ова тие покажаат дека не само на политички план на економија, туку пагаат и на сите други планови, бидејќи ако ваква акција се толерира, тогаш што да кажеме. И затоа јас сметам дека најдобро е да не се игра више со ваквите функции, бидејќи покажа една исклучителна незрелост за обавување на оваа функција. Од морални причини министерот за внатрешни работи да си поднесе оставка. А фактички тоа се и политички причини, бидејќи политички е и поставен. Меѓутоа не може противзаконски да ја извршува својата работа и поради тоа најдобро би му било тоа, бидејќи видовме дека учествува во повеќе афери. Тој уште во Куманово се сликаше со овие јатаците на терористите, значи и за таа акција на некој начин знаел. Како ќе одам ја утре дента, ако знаеме дека имаше 20 загинати и од едната и од другата страна, ја да сликам на местото на настанов. Ако не сум информиран дека јас сум безбеден тоа, или ако претходно не сум учествувал во некои преговори, разговори кои биле вршени и сум сигурен дека ништо нема да ми направат тие луѓе кои живеат таму. Постоја некои информации за поврзаност на истиот човек и со групата на Чаушот, телефонски тоа го реков со личните карти. Тоа се значи тоа е еден ланец на афери. Меѓутоа тој што ги прави аферите треба да знае дека може и да настрада од некоја афера. Затоа се оние работи што ги пропагираме и во образованието, па и во религијата и во општеството, дека човекот треба да живи честно, затоа што ако прави вакви работи нечестни, ќе му се вратат како бумеранг и тоа нема да знае од кај ќе му дојдат. Така што премногу афери се, за да остане ова се така, сега ќе прогледаме за Чаушот низ прсти, па ќе прогледаме за Куманово низ прсти, па ќе прогледаме ова сега вчера што се случи, така еклатантно укажува на една криминална ситуација што не може да се замисли во ниедна демократија, во ниедна држава. И јас сум изненаден што не реагираат и странските амбасади. Се треба они да реагираат, ги гледаат и они ова видеата што се прикажа. Значи они овде беше проблем да се дигне степенот на почитување на човековите права и степенот на реформи во општеството, посебно во судството. Ова што се случи вчера, джабени и судство и све. Ние уште не сме стигнале во судството, сме направиле таков криминал што ниедно судство не може да го исправи. Кое судство сега човекот за прекршечни пријави му се поднесени 3 прекршечни пријави кои што не постојат.
И како ќе објасните она прекршна пријава за аудито, кога аудито нема никакво оштетување. А вие од аспект на полиција правите местенка, поднесувате кривична пријава и поднесувате кривична пријава за непочитување на сообраќајен знак, а јасно се гледа на камерата дека испочитуван сообраќајниот знак. Мислам, на што личи тоа? Немам зборови како да кажам дека сум згрозен, е малку. Тоа толку лошо беше испланирано што веќе сите шанси што постоја, сите работи што се прават, сега гледаме пропагирање во Арачиново на изборен штаб, веќе гледаме дека се собрале и десетина луѓе таму. Сите овие работи што се прават, веќе мислам дека немаат никаква смисла, затоа што веќе се е изгубено после ова вчера. Тоа беше како некоја кулминација на целата ситуација што се прави, затоа што знаеме дека не успеа опозицијата да ја пропагира својата политичка програма. Сето тоа се сведува на некои памфлети, веќе се прават некои ливчиња, кои да речеме не се дозволени, забранети се. Меѓутоа, ние знаевме и тоа ме изненадува мене, јас сите зборуваа дека ова ќе биде највалкана кампања до сега која ќе ја прави опозицијата со цел да дојде до подобри резултати. Бидејќи власта има рейтинг, гледаме тоа на сите анкети, меѓутоа дека до толку ќе се спушти човековата свест да се направи вакво нешто и да се планира со месеци, да не му текне на никој, не знам дали е највисокото раководство известено или па само онака бегло известено, бидејќи ова мора да се реагира на ова, да не му текне, дај бе луѓе да запреме ова може да земе димензии, може и да ни наштети, може некој да одговара за ова. Значи да се оди до крај со такви криминални действија, што се загрозува всушност постоењето на целиот систем. Значи вие во каква е таа правна држава, какво е тоа почитување на право, ако вие заедно со некои криминалци кои имаат дебели досиеа се договарате да нападнете еден дополнителен заменик министер. Па знаете, секаде има некакви правила, ние говориме дека и порано политичарите меѓу себе се почитувале. Викале, например, нели Љупчо нема да го дира Бранко, Бранко нема да го дира Љупчо, да не говориме за светски размери. Нели говориме дека Мило Џукановиќ бил шверцувал акцизни стоки, па американците му опростиле и поради тоа сега ќе влегува во НАТО. Значи има толеранција која се работи за политичари од висок профил. А овде се работи за еден дополнителен актуелен заменик. Значи не е тој да сега бил па му престанува функцијата. Дури кога се работи за претседател на државата добива доживотно обезбедување. Зашто? Затоа што тој не е обичен човек. А вие, наместо да го штитите, вие му правите една местенка која не знам на што личи во една ваква држава, во едно вакво општество, каде што мислам дека, јас до вчера мислев дека тие работи одамна се надминати. Меѓутоа, очигледно дека што излези сега ова црните станици на УДБА, очигледно дека сега овие новите генерации имаат уште полоши методи од тие што ги користела УДБА од 45-та па до 2000-та година. Рековте самиот, сето ова наговестува една исклучително црна кампања во која ќе нема да се бира со какви оружја ќе биде нападен политичкиот противник, само за да биде и лично дискредитиран и да биде оштетена партијата од која што тој доаѓа. Каде ја гледате во сето ово улогата на специјалното јавно обвинителство? Гледаме и се правеше во медиумите една паралела, каде што, например, во САД, кампањата на Хилари Клинтон се противи на отворањето истрага од страна на FBI непосредно пред претседателските избори. Нивниот став е дека токму со ваквиот чин кој што го прави првиот човек, Коми, директорот на американското FBI, всушност влијае директно на изборите со што го крши законот, помагајќи на едната страна преку отварање на истрага за другата страна. Во Македонија, специјалното јавно обвинителство досега има отворено неколку истраги, ги нема финиширано со обвиненија ниту со судски постапки, меѓутоа отвора истраги исклучително за високи функционери од една политичка партија. Може ли да се направи паралела помеѓу она што ета го гледаме во Соединетите Американски држави и ова што се случува овде и ќе се злоупотребува ли улогата на специјалното јавно обвинителство, особено сега пред 11 декември? Сепак САД се
нели сепак се друго нешто, бидејќи се огромна држава, бидејќи они одлучуваат за сите работи, не им се меша никој, сепак кај нас е малку специфично ова, кај нас е тоа наметнато. Значи, САТ ако одлучат да направат некој специјално оделение на обвинителство за да се занимава со овие противзаконски действија на Хилари Клинтон со нели тие мејловите што ги пишувала од приватен мејл, иако се државна тајна, што немала право, они сами ќе го направат тоа. Ова овде на нас ни го наметна и ни го наметна така што мислам дека владеачката партија наседна на таа провокација, дека си одеше на тоа исклучиво да се стави човек кој ќе биде во функција на опозицијата. И тоа го гледаме сега. Тоа не е тајна, значи фактички така да се однесува било кој човек во општеството, па ја не знам какви све навреди се изрекува за председателот на државата, зашто месец дена имало амнестија, односно помилување, а фактички да не беше тоа, можеше да се случи да избие граѓанска војна во Македонија. Така што какви се навреди, палења, што све не направи оној лидер на таа политичка партија, не знам дали се регистрира тоа левица и така натаму. Значи какво кршење, какво изживување со ова. Една личност која е на прилично ниско ниво. Значи ние имаме висше јавно обвинителство, па имаме републичко јавно обвинителство, па имаме обвинителство за специјален за организиран криминал. И сега една личност вика јас не почитувам Уставен суд, не почитувам собрание, не почитувам председател на држава, не почитувам ниедна институција. Значи таа добива силата од некаде. Сите работи се веќе исти, затоа ја не сакам да зборувам веќе, ова ќе биде последно во вашата емисија за специјалното јавно обвинителство, тоа го таргетирам како еден орган кој треба да и послужи во функција на добивање на подобри резултати на опозицијата. Бидејќи сите кривични дела, односно истраги што мислеа да ги покренат, ги најавуваше опозицијата на нејзините митинзи, потечно председателот Зоран Заев кажуваше сега другата недела ќе имаме процесуирање од страна на специјално јавно, ние за тоа и се боревме и ние го направивме тоа. Значи тоа не е резултат на сите 4 партии, туку резултат на опозицијата. Така што не треба многу да сте, не знам колку, дали треба воопшто да сте правник, за да сватите дека специјалното јавно обвинителство е исклучиво функција на СДСМ. Значи, прво, луѓето кои се вработуваат таму. Тој Боки Бургија, ја него не познам, кој одел по митинзи, па не знам, еве овој Панта Джамбазовски од Телма, новинарот, кој има досие во архивот, он излегува и вика нека ги повлечат изјавите тие што кажа дека јас сум бил дека сум цинкарел и дека сум бил регистриран во УДБА, ако не ќе тужам. Затоа што тие имале маркирано со црн фломастер. Со црн фломастер тие што се маркирани, таму во архивот се без фломастер, така да се гледаат имињата и презимињата на сите инспектори кои учествувале во тоа, само тие се заштитени во оваа постапка, бидејќи тие не се виновни затоа што тој ги кодеше своите пријатели, своите како да кажем, членови на групата, он беше во член на рок група, и другите луѓе, посебно неколку души од албанскиот политички блок, и тоа злоупотребувајќи ја професијата новинар. Тој бил одговорен за, не знам, за Мендух Тачи, за неколку луѓе кои при правењето на интервју потоа одел во УДБА и правил специјални белешки, службени белешки во кои кажувал некои работи што ги зборел off the record. Значи на само му кажал овој, добро, ние тоа ти го кажа, ама ние имаме и други цели за рушење на уставниот поредок. И овој оди во УДБА и го кодоши. Тоа се факти кои таму ги има. Меѓутоа, можеби он мисли дека ги нема, па сега постапи така, и не само тој. Не знам кој се уште не е вработен во специјалното јавно обвинителство од шарената револуција и од СДСМ. Значи, тоа е чиста испостава. Предпоставувам јас сега дека следната недела веќе ќе има некои случаи, затоа што ова огромна афера, која ќе ги следи се до изборите, и опозицијата, и министерот, и целата партија, дека ќе пробаат они ова да со кривични пријави да го направат дека не е толку важно, иако е најважно од се до сега што се случи по мене, ова е поважно од личните карти, иако и тоа е упат во системот. Значи вие го нарушувате
системот на државата. Значи политичкиот систем и автоматски не постои тука никакво владење на право, никаква правна држава, туку чаушот одлучува кој ќе има дозволи, кој ќе има лични карти, пасоши и други легитимации и документи кои се потребни за фалсификувани за правење на кривични дела. Така што сметам дека специјалното јавно обвинителство си препорачувам на сите луѓе да не зборуваат за тоа. Тоа е еден орган кој треба да си ја врши својата работа. Ајде сега да зборуваме за основното јавно обвинителство. Нема потребно да си ја вршат својата работа. Ние се оптеретуваме со тоа само затоа што тоа ни е наметнато во општеството и треба да послужи за дискредитација и за елиминација на одредена политичка структура, што не смее да се случи. Некој ако одговара, гледаме дека нема докази, све што има докази нека си поднесат таму, нека водат постапки. Ние не сме наивни, знаеме дека постапките траат по неколку години, така што тоа нема да се реши до 11 декември и затоа се решава на ваков начин, со брзање. Доколку видиме ние, погледнете само што се случи пред 2 недели. Значи, не знам дали има и 2 недели, се појави министерката Елизабета Милевска Канчевска во партиски штаб, тоа беше сигнал дека таа ќе се кандидира за право. Дека ќе води кампањата и веднаш утре дента, иако имаше рок од 30 дена кој самото специјално јавно обвинителство го дало во решението каде што треба да се дадат документите, со налог на полиција влегуваат таму и задутре прават пресконференција, ја покренуваат истрачна постапка против неа, само поради тоа што ја видува дека се појави во партиски штаб. Значи тоа обвинителство само за тоа служи, барем за сега. Не сме виделе некоја издржана пријава, не сме виделе пријава која има издржани докази и нема ни да видиме затоа што тие работи не се докажуваат лесно, дури и оној криминал што е вулгарен, што се случува тука на лице место инфлагранти што се вика, па тешко се докажува затоа што се менуваат исказите, сведоците и така натаму, а камоли овие сега они нели тврдеа дека не можело да се монтира, да се како ги викаат тие све изрази, сега овие снимки што излегува монтирани биле. А јасно е дека нема секаде камери и дека една снимка е од една камера, друга од друга, трета од трета. Они тврдеа дека не може тоа да се монтира, дека тоа било, дури го ангажира режисерот Милчо Манчевски во топ тема да каже дека тоа не е можно, ако е можно, он би сакал тие луѓе да ги земе за монтажери, па еве сега нека види кои биле тие луѓе што ги монтирале разговорите, па нека ги ангажира, затоа што навистина тоа е професионално направено. Не верувам дека тие луѓе ќе работат со него, затоа што се работи за експерти од светско ниво. Така што можеби тој знае да снима филмови, меѓутоа не е инженер за да знае како се прават тие работи. А од друга страна веќе видовме како се направени и сега сите тие разговори ја не ги ни коментирам затоа што не можете вие да осудите некого пред да се поведе постапка. Значи треба да се чекаме, ако го следите, јас најкарактеристичен пример ми е Сашо Ордановски. Тој секогаш зборува како веќе да е завршено све. Тоа нема никаде во свет. Ни еден разговор прислушкуван, а знаеме дека имаше во Турција, во Германија, во САД, секаде имаше. Не излегува во јавноста додека не заврши постапката. Така што ние не смееме да разговараме за тоа. Меѓутоа, еве, кога веќе сме тука, нема да спомнуваме имиња, само ги кажам, кога ќе го убедите вие директорот на Банката за инвестиции во развој во Пекинг, кој има основачки капитал од 100 милиарди евра и има обврзници капитал од 100 милиарди евра и кој прима неколку милиони долари годишна плата, да ви каже дека земал мито од Македонија, тогаш ќе разговараме дали таа постапка ќе заврши и како ќе заврши. Така што сите тие се паушални, со недоволно докази и служат исклучиво во политички цели. Значи не треба многу објаснување тука, сега ја не можам да се сетам, меѓутоа има илјадници примери, не 100, илјадници. Значи вие одите да дадете извештај само заради тоа да ви го продолжат мандатот. Бидејќи извештај се дава на 31 март секогаш. Значи 2 пати годишно, меѓутоа најважниот е на 31 март. Зашто? Затоа што тогаш се сите завршни сметки. И тогаш мора да се даде, тогаш не се даде извештај, затоа што не беше битно рокот доколку ќе трае за поднесување на кривични пријави. Ова е исклучиво во таа цел и затоа не се објаснува каде се потрошени парите, дали на роднини пријатели или на луѓе од шарена револуција. И сега фактички одите на тоа да ви шепкаат, бидејќи вие не сте подготвени и тоа снимено со собраниска камера, да ви шепкаат Мисовски од НСДП и Петре Шилегов од СДСМ да ви шепкаат што да кажете.
Па вие, ако Мисовски е поспремен во таа критична материја од што се однесува до прислушкуваните разговори од вас, тогаш не знам што треба да направи обвинителката, меѓутоа ја не треба да зборувам веќе. Веќе целата јавност е убедена во тоа дека се нема капацитет за водење на тие предмети од страна на оваа специјална јавна обвинителка, можеби некој друг може да ги реши и можеби е подобро тоа, меѓутоа сметам дека опозицијата во овој момент не е спремна да разговара за тоа дека треба сериозна личност која ќе ги реша овие предмети, а од друга страна па евидентно со овие постапки што ги прави, не само што не ги прави штета на власта, туку и ходи во корист, бидејќи таа ништо и не прави, освен тоа што се политички цели. Па и на мало дете ќе му биде јасно, ако сите предмети се само против една партија, дека тука нема логика тоа, дека имало 500.000, кај се тие разговорите што беа? Дали прво милион, па после испадна дека дел се транскрипти, а 500.000 се разговори, од тие 500.000 се вртат само оние што ги слушавме во бомбите. И тоа ви асоцира дека тука нешто не е во ред. Господине Даштевски, ви благодарам што бевте во пулт на Радио Слободна Македонија. Уште еднаш благодарам за поканата и ви посакувам успешна работа. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. За актуелните политички случувања, теми, црната кампања која веќе започна, денеска во Пулт разговарав со политичкиот аналитичар Александар Даштевски. Ве поканувам емисијата во целост да ја погледнете на rsm.mk, да не следите и на нашиот YouTube канал и на нашите страници и на Facebook и на Twitter. Ви благодарам за вниманието, ви благодарам и за довербата и ве поканувам да останете на фреквенцијата на ова радио. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на политичкиот магазин Пулт на Радио Слободна Македонија во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.